Почитувана министерке Рената Десковска-Триневска, почитуван Роберт Алагјозовски, председател на координативното тело за изготвување на Националната стратегија за развој на концептот на едно општество и интеркултурализмот во Република Северна Македонија, почитуван Алберт Муслију, прв извршен директор на Асоциацијата за демократски иницијативи, почитувани представници на владата, на граѓанските организации, почитувани учесници во подготовката на Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот во Република Северна Македонија, почитувани гости, представници на медиумите. Евене, на скоро 6 месеци после настанот, отворен ден за консултација за изработка на Национална стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот во Република Северна Македонија, кој беше организиран во владата на Република Северна Македонија на уште една јавна расправа денеска. Овој пат тука сме за да го представиме првиот драфт од Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот во нашата земја. Не знам дали непосредните организатори на настанот намерно го земале тоа во предвид, но оваа наша денешна јавна расправа за стратегијата ја правиме на светскиот ден на културната разноличност и на диалогот, што му дава една посебна силна символика на овој наш денешен собир. Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот е стратешки документ кој ги идентификува темелните одредници врз основа на кој ќе бидат иницирани активности за зајакнување на процесите на комуникација и соработка меѓу заедниците во насока на зајакнување на концептот на едно општество, едно општество еднакво за сите. Дозволете ми, уште на стартот на моето обраќање, да им се заблагодарам на сите што зедоа активно учество во подготовката на овој многу значаен документ за нашата земја. Придонесот на секој од вас е еднаков на големината и значањето на овој документ. Документ кој ќе го гарантира идентитетот на нашето општество како заедница за сите и на сите, заедница на рамноправни граѓани. Ве повикувам да ја задржите својата посветеност и ентузијазам и во наредниот период. Овој документ, кој во периодот што предстои ќе се дополнува и осовршува со низа вакви настани јавни расправи, која ќе биде усвоен, ќе биде гаранција, која ќе ги идентификува столбовите на кои ќе се гради нашето општество еднакво за сите. Ќе биде документ со серија утврдени активности кои ќе ги поддржат насоките низ кои ќе оствариме нашата визија. Република Северна Македонија е изградена врз концептот едно општество за сите, со развиена интеркултурност која подразбира признавање на сите различности, гарантирање и обезбедување еднаквост, социјална правда, правичност, еднакви можности, вклученост и учество на граѓаните во одлучувањето и постигнувањето општествена кохезија. Изготвување и спроведување на стратегијата не ја имплементираме само заради тоа што тоа е дел од програмата на владата и на стратешките приоритети на владата за 2019 година. Националната стратегија за развој на концептот на едно општество и интеркултурализмот во Република Северна Македонија не е само исто така и заради препораките на меѓународните тела, на Обединетите нации, Советот на Европа, Европската комисија, како и Организацијата за безбедност и соработка во Европа. Стратегијата е исцртување на една од главните карактеристики и вредности на Република Северна Македонија. Земја која во светот веќе се препознава по нашата определба да градиме и негуваме општество еднакво за сите. Да изградиме граѓанско општество, истовремено со почит кон социјалните, етничките, националните, верските и културните разлики како посебност и суштина на нашето заедништво. Заедништво што се градеше со векови и кое представува обврска за нашата заедничка иднина. Затоа, со право се залагаме и велиме дека различностите на нашето општество ги сметаме за наша предност, за наше заедничко богатство, за наша видлива предност. Во суштината на овој документ треба да биде вграден токму духот на тоа заедништво, кој од стратегијата ќе направи жив инструмент
за превенција од доминацијата на етноцентричната култура. Тоа не е моделот кон кој се стреми нашата земја. Моделот на Република Северна Македонија започнува со почитување на сите заедници. Тоа е модел кој повикува да градиме држава во која различните заедници ќе соработуваат, ќе се надополнуваат и меѓусебно ќе се збогатуваат. Нашата намера е да ги паметиме, а стратегијата да понуди утврдени насоки кои нема да дозволат да се вратат на сцена политиките на поделби и предизвикување конфликти кои луѓето ги поделија на наши и ваши. Нека останат само во сеќавањата за никогаш да не се повторат сите изблици на физичко, вербално или психолошко насилство кон различните, кон припадниците на етничките заедници, кон општествените малцински или маргинализирани групи, кон припадниците на ЛГБТ популацијата или кон нашите граѓани со различна верска определба. Кога го велам ова, секако не го губам од предвид фактот дека на нашата земја и предстои уште чекорење по патот на толеранцијата, додека не ја завршиме изградбата на општествена заедница во која различностите се прифатени и почитувани елементи на нашата земја, на едно демократско општество. Во меѓувреме, треба да направиме сите инциденти од омраза кон другиот да бидат изложени на јавност и осудени. Да застанеме на патот на оние кои сеат омраза и да не влегуваме во тој синџир на злото. Наместо тоа да се слушаме. Затоа што само така, ако се слушаме, ќе успееме и да се разбереме. Првиот чекор е прифаќањето на различностите. Граѓаните, заедниците и политичарите кои меѓусебно си ги почитуваат разликите, си ги прифатиле меѓусебно и ги оставиле настрана, за да се посветат на заедничките цели. Тие се носители на заедничкото едно општество за сите. Секој од нас, секој граѓанин и поединец на овој настан, првиот сограѓанин што ќе го сретнеме кога ќе излеземе од оваа зграда, секој човек што верува во европската идеја и европската шанса за Северна Македонија, треба да го направи првиот чекор за сите заедно да се чувствуваме како припадници на едно општество еднакво за сите. Фер и правично со еднакви и рамноправни граѓани. Почитувани, како и за повеќе други документи со стратешко значење за земјата и за нашите граѓани, така и Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот во Република Северна Македонија се подготвува со максимална инклузивност. Во партнерство со граѓанското општество, во процесот на креирање и спроведување политики, како и со директно и суштинско учество на граѓанските организации. Беа формирани работни групи, составени од представници на институциите и граѓанското општество, кои активно учествуваа во целокупниот процес на подготовка на стратегијата. Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот е проектирана на 3 години, по кој повторно ќе се преиспитат процесите и ќе се направи анализа за натамошните чекори. Затоа велам дека стратегијата е отворена, жив и динамичен документ кој постојано ќе го следи пулсот на развојот на нашиот исклучително значаен проект, концептот едно општество за сите. Документот се состои од 7 стратешки области, кои имаат анализа за состојбата, приоритети и цели, како и акционен план. Овие секторски стратегии треба секој во својот дел да ги декларираат приоритетите и од нив произлезените цели треба да придонесат со активности кои на оваа стратегија треба да ја овозможат менување на општествената стварност преку иницирање на процеси за поинтегрирано општество. Стратегијата ја зема еднаквоста и недискриминацијата како еден од основните своји принципи. Овој пристап е во согласност со предусловите за реализација на интеркултурализмот според Советот на Европа, кои ги вклучуваат човековите права, демократијата и владење на правото, еднаквото достоинство и взаемна почит, родовата еднаквост, совладување на бариерите што го спречуваат меѓукултурниот диалог и земањето предвид на религиозната димензија. Недискриминацијата
и ефективната ефикасност се еден од структурните принципи и предуслови за ефективен придонес на сите за општото добро предвидени и во насоките од Љубљана за интеграција на различните општества на ОПСЕ. Оваа стратегија го гледа интеркултурализмот како диалог, според која предизвикот на заедничкиот живот во разновидното општество може да се совлада единствено ако можеме да живееме заедно, достоинствено и како еднакви поединци. Интеркултурализмот е чекор повеќе од мултикултурализмот и повеќе се посветува на принципите, регулативите и политиките во едно мултикултурно општество што формално се признаваат и го афирмираат постоењето на различностите и посебните заедници, етаблираат и ги гарантираат нивните посебни права, еднаков статус и соодветна заштита. Централна цел на интеркултурализмот е да овозможи испреплетување, соработка и активна заедничка екзистенција. Интеркултурализмот е пристап чија задача е да развива кохезивни граѓански општества преку трансформација на еднодимензионални во повеќе димензионални идентитети и преку развој на заеднички вредносни системи и јавна култура. Предностите кои го карактеризираат овој пристап се интеракција и диалог, стремеж кон заедништво и силна социјална кохезија. Тоа е нашата цел. Тоа е нашиот пат. Докажавме дека имаме политичка и општествена волја за решавање на спорови. Можеме да докажеме дека умееме да бидеме модел и за успешно и функционално општество еднакво за сите. Модел за нашата заедничка иднина, кој започнува со почитување на сите заедници во која различните култури ќе се почитуваат, ќе се соработуваат, ќе се надополнуваат и меѓусебно ќе се збогатуваат. Благодарам и на сите, ви посакувам успешна работа и соработка во финализирањето на Националната стратегија за развој на концептот едно општество и интеркултурализмот во Република Северна Македонија. Благодарам. Почитувани присутни, навистина ми представува чест и задоволство да се обратам на денешната промоција на стратегијата за развој на концептот на едно општество и интеркултурализмот, која што представува показ за градење на заедништво, солидарност, сплотеност во нашето општество, како единствен вистински правец на развој на нашата заедница, во која сите наши граѓани ќе се чувствуваат своји на своето, обединети и сигурни. Овој драфт на стратегијата ги содржи насоките за градење општество кое целосно ќе го стесни просторот на националниот шовинизам и лажните вредности и поделби кои тој ги промовира. Сите сме свесни дека нашата држава не е се уште имуна на овие поделби и нетрпеливости. За жал, тука се уште постојат одредени политики кои му припаѓаат на минатото, политики кои што се уште промовираат лажни поделби, кои долгорочно може да имаат сериозни последици врз нашето општество, политики целосно спротивни на духот и вредностите кои ние како влада ги промовираме. Тие идеи на ксенофобија и етноцентризам, кои воедно потикнуваат различни облици на дискриминација и конфликт, се идеи кои не се закана само за овие простори, туку ги гледаме се повеќе и на европската политичка сцена. Затоа оваа стратегија добива уште поголемо значење, бидејќи бранот на национализмот промовиран од екстремната десница дава насоки за на некој начин исклучување на заедниците, исклучување на различностите. Оваа стратегија, спротивно на нив, дава насоки за градење на иднина на нашата мултикултурна заедница преку идејата на интеркултурализам, која во различностите не гледа опасност, туку богатство. Владата на Република Северна Македонија уште од самиот почеток е втемелена на постулатот едно општество за сите. И на тој постулат се градат сите политики во изминатиот период. На тој постулат го избравме и председателот на Републиката на последниве избори, што покажува дека граѓаните на нашата држава се свесни за вистинските вредности, како што се соживот, меѓусебна толеранција,
потреба од интеркултурен диалог и заеднички се определија за Европската иднина на Северна Македонија, иднина во Европската Унија како наднационална заедница со околу 500 милиони жители, која итекако почива и може да обстане единствено преку интеркултурен диалог. И затоа во пресред на предстојните избори во Европската Унија, добивањето на датум за преговори е особено значајно за низ заради реализација на нашите зацртани стратешки цели. Отварањето преговори за членство во Европската Унија ќе значи и отварање на поглавието правосудство и основни човекови права, во чиј составен дел се и прашањата на почитување на културната, верската и јазичната разноликост, како и мерките против расизам, ксенофобија, дискриминација. Оваа стратегија или нејзиниот драфт кој што денеска го промовираме, ќе даде дополнителен прилог побрзо да го поминеме овој дел на преговорите, кој треба да резултира со усогласување на законодавната и институционалната рамка на основните човекови права, која што треба да ги содржи гаранциите на еднаквост, како што е забрана на дискриминација, понатаму почитување на културната, верската и јазичната разноликост, слободата на здружување, изразување, вероисповед, правото на користење на мајчиниот јазик, право на учество во вршење на јавни функции за сите и така натаму. Во овој дел нашата законска рамка во многу аспекти е усогласена со правото на Европската Унија, во некои дури е над европската рамка, но некаде треба и подобрувања. Но она што е уште позначајно, а тоа е преку оваа стратегија, да изградиме систем во кој што институциите ќе бидат капацитетни да ги спроведуваат законските обврски во сферата на градењето на интеркултурна комуникација. Културата на диалог помеѓу различностите најмногу се гради преку образовниот процес, но и преку медиумите, невладиниот сектор и преку политичките партии. И затоа не случајно најголем дел од стратегијата всушност е посветен на образованието. Воспитувањето и образованието често пати свесно, но и несвесно го величаат национализмот, ги слават оние кои насилно ги решавале конфликтите, заговарале војна, а во соседите гледале непријатели, а тоа значи задојување на младите со национализам. Но мораме да потенцираме дека ваквата ориентација во образованието и воспитувањето е често пати последица на владеачки вредностни ориентации во општеството. Во рамките на Министерството за правда превземавме мерки со кои што треба да се сузбијат сите форми на говор на омраза, но и дела кои што се мотивирани од омраза. Последните измени кои што беа направени со поддршка на ОПСЕ, всушност внесоа кривични дела кои што значат дела сторени од омраза, но тоа треба да биде исто така придружено со градење на капацитети на институциите, но и на поединците да ги препознаат, а потоа институциите евентуално да ги казнат овие дела доколку настанат. Во рамките на градењето на интеркултурна компетентност е всушност и градењето на интеркултурна толеранција, треба да водиме сметка дека практично иднината во секоја заедница е она што значи за гарантираност на оние кои што владеат со успешна интеркултурна комуникација. И затоа практично говорот на омраза е говор на омраза кој што најмногу го слушаме преку медиумите. Улогата на медиумите во градењето на интеркултурна комуникација е особено важна и тука има потреба од дополнителни законски измени кои што треба да ја постават таа рамка. Само со промовирање на интеркултурна комуникација може да дојде до интеграција, која што секогаш трага по патишта за градење заедничка иднина во плуралните општества. Во крајна линија сите сме свесни дека припадноста не е статичен поим, а интеграцијата бара клима на интеркултурна отвореност. Токму тоа е и целта на овој документ, кој што е сублимат на политиките на владата во градењето на едно општество за сите, но и патоказ за системски пристап во тие политики, кои што треба да резултираат во интеграција во рамките на нашето општество. Се надевам дека сите предлози кои што ќе дојдат за подобрување на оваа стратегија, ќе значат предлози и за подобрување на политиките на владата, која што многу храбро влезе во градењето на интеркултурна
комуникација и толеранција меѓу сите во Република Северна Македонија. Ви благодарам. Прво, сакам да му се заблагодарам на организаторот, и на сите учесници во овој процес, што ми овозможи да се обратам на тема на која ние, бар од граѓанското општество, работиме со децении. За да се разбере потребата за оваа тема, требаше да почнам од негде и мислам дека најубавиот почеток е од визијата на целиот документ, а визијата е едно општество за сите со развиена интеркултурност, тоест признавање на сите различности, гарантирање и обезбедување еднаквост и еднакви можности, вклученост и учество на граѓаните во одлучувањето и постигнувањето општествена кохезија. Мислам дека секој збор во оваа визија има свое значење и своји активности. Да се разбере потребата за интеркултурна комуникација, интеркултурно општество, може да земеме многу примери во разни делови во светот, но ја ќе го земам примерот на општеството од кое независна Република Северна Македонија и произлезе. Во 90-тите години Македонија излезе од заедничката федерација во која политичките елити веќе препознаената мултиетничност преку федеративното организирање, иако и таа имаше своји мани, не смогнаа сили, ниту пак има интерес, визија и храброст да ја преточат во интеркултурност. И ја ориентираа во национализам, ја ориентираа во компетиција на заедниците и вклучително од тоа произлегува конфликти и војни. Во почетокот на независноста Македонија се соочи со, како држава и општество се соочи со предизвици на бар на три главни столба. Тоа беше градење на плурално демократско општество, градење на либерална и отворена економија и градење на мултиетничко општество. Сите овие фази на општествениот развој во Македонија ги имаа своите аномалии, но сите ги носеа и менталните последици, начинот на размислување од минатиот систем, и ние влегувавме во утврдување на правната рамка на сите овие промени, но во целиот тој процес етнонационализмот и сите девијантни појави го успорува целиот процес. И можеби во раните 90-ти години разбирливо Македонија поминуваше низ еден малце зајакнат етноцентризам као нова независна држава, можеби тоа беше разбирливо и за целото општество, но политичките партии цел тој систем го превзедоа и го усмерија во погрешен правец и наместо да се ориентираат кон градење на јаки институции во кои тие демократски принципи на владење на право ќе можеа да се зајакнат, тие го искористија тоа за зајакнување на позициите на тие интересни групи, на политички партии, а при целиот тој процес, тој етнонационализмот го користеа како покрив или како замаглување на општествената свест за реализирање на своите потреби. Ова важи и во градењето на либералната економија, каде пак етноцентризмот и тој наратив го користеа за персонални избогатувања. И ќе дојдеме во третата, тоа е градењето на мултиетничкото општество. Ние знаеме низ какви фази као општество сме поминале во 90-тите години, тие кулминираа со еден за балкански размери секако лимитиран конфликт, но документот произлезен од тоа, Охридскиот рамковен договор, постави правна основа или политичка основа, да кажам, од кој уставноправниот поредок црпеше правна рамка за дефинирање и етаблирање на тоа мултиетничко општество. И баш поради тоа ја поздравувам оваа иницијатива за креирање стратегија за едно општество за сите и интеркултурализам, затоа баш оваа фаза е таа која на многу општества кои девиирале и отишле во непожелни правци ни фалеше. Значи, ние веќе имаме препознаена мултиетничност, како во општеството, така и во уставноправниот поредок, но таа треба дополнително да се развие, да се унапреди, за да постигнеме интеркултурна комуникација и интеркултурно општество кое ќе обезбеди реална, ефективна и продуктивна кохезија за сите. Како овие три сектори биле прожнеани еден со друг, можам да укажам само на неколку девијации кои се појавија, па дури од тој документ кој ја обезбеди мултиетничноста. Вие знаете дека три столба во Охридскиот рамковен договор беа правичната застапеност, децентрализацијата, и овие
постулати или овие темелни вредности на тој документ беа пак превземени од политичките партии и можем да кажем само за концептот на правична застапеност. Наместо тој да биде коезивен материјал, коезивна рамка на тој Охридски договор, тој донесе уште до поголеми поделби, затоа што политичките партии го партизираа целиот тој процес, го ставија во своја функција и во свој интерес, а не беше во интерес на кохезија на општеството. А правичната застапеност имаше бар на почетоците примарна цел да обезбеди кохезија и да обезбеди однос на граѓаните кон институциите. Наместо тоа беше искористена као алатка од политичките партии за зајакнување на своите позиции и своите интереси. Ние треба општеството да го разбереме као еден функционален систем, во кој систем, ако дел од тој систем не е вклучен, тоа општество не може да функционира хармонично и не може да напредува. Така да се надевам дека оваа стратегија ќе обезбеди да сите делови од наше ова општество, кое е различно и по етничка припадност, и по верска, и по родова, и по милион други различни идентитети кои ние као граѓани ги користиме. Ако ова општество им обезбеди на сите тие граѓани учество, како во креирањето на политиките, така и во нивното имплементирање, ако обезбеди чувство на граѓаните дека се еднакви како сите пред институциите и институциите еднакво се однесуваат кон нив, ако се имплементира мериторниот систем, знаете, правичната застапеност не подразбира исклучивост на мериторниот систем, затоа што нема генетика во овој свет во кој една етничка заедница нема квалитетни кадри. Во сите заедници има квалитетни кадри, но тоа превземање на политичките партии на тој модел на правична застапеност во свој интерес ги игнорира и ги исклучува или намерно, па дури и од страна на граѓаните се исклучува себе си, не сакајќи да учествуваат во систем во кој главна предиспозиција или главна карактеристика треба да биде припадноста или она лиџенси, што се вика кон политичката партија, туку и младите, тука и постарите сакаат да видат мериторен систем во кој вашата работа, вашиот труд ќе биде тој кој се квалификува или кој се смета за предуслов за вашиот понатамошен напредок, а не само етничката или партиската припадност. Ова би сакал да го затворам баш со таа констатација. Интеркултурната комуникација и интеркултурализмот подразбираат не само законски норми од оваа сфера. Тие подразбираат и владење на право, тие подразбираат и добро владење, тие подразбираат и вклученост. За да тој мериторен систем кој ќе биде најдобра гаранција за вклучување на сите спектри на општеството и тоа збогатено и со нови активности кои верувам дека ќе произлезат и од стратегијата и од активностите кои ќе се подразберат таму, ќе го подигна тоа чувство или ќе смена таа ментална матрица која ние тука имаме, за да можеме дефинитивно да се одлепиме од старите норми и морални вредности и да се вклучиме во едно општество во кој сите ќе знаеме дека апсолутната вклученост значи апсолутна ефикасност и можност за напредок. Ви благодарам.